Овчеполе. Женска носија. Овчеполе или Овчеполието е котлина и област во Македонија, односно источно од левата страна на реката Вардар. Во најголем дел Овчеполието влегува во состав на општините Свети Николе и Лозово. Најголемо населено место во областа е градот Свети Николе. Населението во областа говори на овчеполски дијалект. Бројноста на турското население имало големо влијание врз носијата од овој предел, како на пример платното аладжа, кенарлија платно или специфичните тантели сорки, кои се плетени во турско-ориентален стил, го потврдуваат влијанието на турската мода во овој крај. Женската носија ја сочинуваат кошула, ракавици, манта, елек, антерија, тешкир, ѕуница, бришалка, чорапи, опинци, шамија, каврак, коцла, вес и накид. Кошулата е од бело домашно платно со кенари. Долга е до глуждовите. Кроена од преден и заден стан, ракавите се широки и отворени. Од страната има клинови, а јаката е во вид на тесна лента. Во минатото се украсувала и на долниот околен дел со сорки, исто и на ракавите. Од почетокот на 20 век најмногу се украсувале ракавите со разни тантели и сорки. Со цел да се постигне поголем ефект, на ракавот се дошивале уште неколку ракави кои исто така биле украсени со сорки. Се носеле завртени нагоре. Па така изгледало како да има 5 или 6 слоеви на ракави и украси. Ракавици се полуракави изработени од волнена или памучна преѓа. Биле со висина до лактите. Манта е видна грлинка, а околу вратот со врвци за врзување. Елекот е горна, без ракавна облека. Изработен бил од аладжа во пруги во разни бои, на црвена или темно црвена основа. До половината е припиен до телото, а надолу е ѕвонасто проширен со посебно нагласени страни. Антерија е горна облека со долги ракави. Долга е до под колената, а изработена е од истиот материјал како елекот. Се носела зимно време над елекот. Пешкирот е волнена скутина, составена од 2 хоризонтално поставени дипли. Основата е црвена, а орнаментиран е со шарки во разни бои. Дзуницата е четворно ткаен појас на црвена основа. Долг е околу 2,5 метри, а широк околу 7 сантиметри. На краевите се исплетени реси во вид на плетенки. Дзуницата се носи над елекот. Бришалката е украсна крпа од бело платно. Орнаментирана е на краевите со сорки. Се носела во појасот исклучиво од левата страна. Чорапите се орнаментирани во појаси на црвена основа. Карактеристична шара за нив се орнаментите кола. Во поново време се плетеле на црна основа со помалку шарки или чисто црни. Опинците се изработени од штавена кожа со врвки за врзување околу нозете. Шамијата е од бело домашно платно. Се носела со 2 ќоша врзани под брадата
или пак префрлени нагоре на темето. Неа обично ја носеле девојките. Кавракот е видна шамија во црна или друга боја, на краевите украсен со сорки. Се врзувал на главата со тоа што се предиплувал дијагонално. Двата краја се вкрстувале позади тилот и се врзувале од десната страна на челото. Краевите, што биле над челото, биле украсени со сорки. Коцла е видна плетенка, долга до петиците. Ја носеле невестите на денот на венчавката. Весот е висок околу 3 сантиметри, со пискул од црни реси. Над него се носело тепелаче. Весот се обвиткувал со чалма. Од накид се носел гердан. Алпес украса на глава од нанижани пари, спуштен низ грбот. Рафтови на груди. Накид за наградниот дел од неколку синџирчиња нанижани со пари, поделено на 2 дела, на среда со тока закачена на градите, а синџирчињата минувале под пазувите и се закачувале позади на рамената. На појасот се носеле пафти кубејли и пафти ковачести и ќостек, плетен украс од монистри. Assunta